Скопсково педерче со години не труело со токсичен отпад и при тоа правело милиони. Скопсково педерче со години си ги труело сопствените сограѓани и сопствениот градот у кој што бил роден, у кој што живеел. Ја што скопското педерче не труело со токсичен отпад, ама и се фалело под другари, додека пиел кафе со нив у Солун. Ако е точно тоа што неговиот другар го пишува, што сам на Сабајлево на социјалниве мрежи, обвинителството веднаш треба да го викне како сведок. Веднаш. И ако е точно тоа што го пишува, дека Скопсково педерче му го рекло, дека свесно увезува токсичен отпад, дека прави милиони и дека ете зошто е полна онкологија. И овој му рекол, па добро бе човек, и ти дишиш воздух во истиот град. Не му рекол, ја идам тамо по потреба. Додека онкологија е полна, немам намера тамо да живеам. Па вака сега ќе ти кажам, Скопско педерче. По потреба, секојдневно, тамо сега кај што си ушутка, нека ти го полнат гзот со задзики од простата. Пошто тамо кафе не даваат. По потреба и на фаца, нека ти шприцнат задзики од простата да ти се залепат очните капаци да не можеш да ги отвориш. По потреба да имаме обвинителство као што треба, да имаме суди, по потреба, а и по закон, треба да го осудите на доживотна робија. По потреба, сите засегнати болни кои што загубиле своји блиски на онкологија и кои што се болни одат на онкологија, ја полнат онкологија, по потреба нека го наполнат обвинителството со приватни, колективни, не знам какви тужби против ова Скопско педерче. Кој што замислете, станал фраер на 22 години, добил директорско место таму, некој не знам шо таму. За после второ директорско место, трето па приватен бизнис и увезување токсичен отпад во држава и труење на сопствениот народ. Да сме Кина, да сме Саудиска Арабија, да сме Сингапур, за ваквите знаете што следи. Тоа и вчера го правевме муабетот. Но еве пак доаѓаме на темата. Тежината, суровоста, безкрупулозноста на одредени злосторници, криминалци, кои што немаат трошка совест, кои што немаат трошка емпатија, треба да допринесе, да придонесе поправа, да добијат најстроги казни. Во споменативе држави се знае каква е таа казна. Кај нас, за жал, нема таква казна, капитална казна, која плаќа со својот живот за злоделата, за тежината, за суровоста на злоделата што си ги направил. Но, постојат начини како животот у затвор да ти стане толку неподнослив, што самиот да си бараш смртна присуда. И сега замислете, ако ова Скопско педерче, ѓубре, увезувало токсичен отпад
од некоја година тамо, пред неколку години до денес. Замислете што се правило претходно. Замислете уште колку има само луѓе поврзани со него кои што го штителе. Над него. Компании за кои што ја носел, за кои што го носел тука токсичниот отпад. Политичари. Октопод говна да јаде. Тоа мора да се разоткрие. Кој све го штител и кој го оставал ова скопско педерче да си го труе сопствениот народ, сопствената држава со токсичен отпад. И при тоа, замислете каде отишла неговата ароганција. Творено зборел, се фалел пред луѓе, како го труе сопствениот народ. What's wrong with us? Ке прашам на енглески. Шо не е уред со нас? Ете уште една причина зошто мора да се извршат, да се заминат тие кои што е изгласено да се заминат од судските органи, совети и така натаму. Овде мора да дојдат кажано со јазикот на еден познат вестерн филм "Судии за бесење", во метафорична смисла. За бесење судии кои што само ќе штанцаат највисоки казни, затворски казни. Од 30 години до доживотна. Оти више ние овде не знаеме кој што све правил изминативе години. Луѓе со децении тука се чудат од каде загаден воздухот, ќумбињата на дрва загадуеле некои што гореле тамо дрва или гуми или кур се тресе гореле. Сите знаевме дека тука не може само од гуми да е загаден воздухов, се гореле гуми и пред 50 години. Која не била Македонија, која била у склопот на Федерацијата Југославија. Не само тоа, работеле фабрички гиганти кои што топеле челици, железа, кур се тресе, хемиски материи опасни. Што тогаш било помалце загадено од кога една фабрика не работи после 90-та навака. Охис работеше 7.000 вработени, железара 12-13.000 вработени, Хемтекс, фабрики за гуми, за кондури, кожа, кожара Гоце Делчев, пичке си материн. Да, ке рече некој тогаш се чутало, не се зборело колку е загаден. Ке излезело да било, ама што се случи после 90-та? Загадување за... Еве што се случувало. Еве што се случувало, она што постоеше како индиција дека овде со години некој внесува токсичен отпад. Ова е приказно ше пред 20 години. Македонија дека е рајски остров на Балканот за изфрлање на токсичен отпад. Еве излезе на видело. Последново скопско педерче што го фатија, а пред него кој увезувал? И уште колку ко него паралелно увезувале? Ова е сериозна, многу сериозна работа. Ова треба да се расчисти у корен. Не само скопското педерче. Сигурно околу него има уште десетици други кои што знаеле за тој бизнис, кои што помагале. Од цариници, од мариници, од пичке си материне, кој знае кој не е вмешан таму. Не знам што треба да ни се случи за да станеме како општество, како судска власт, како брутални кон ваквите престапници, кои што немаат грам совест и грам емпатија и кои што се спремни најсурови злосторства да направат за да дојдат до материјална корист, да се збогатат.
суровоста тука на државата, на заедницата не треба воопшто да се доведе под прашање. Мора да им се покаже на најсуров, најбрутален начин дека не се пожелни веќе да се вратат назад од тамо кај што ќе отидат. Да се вратат меѓу луѓе на улица. Тие треба за секогаш да се тргнат од улица, ама за секогаш. Ова е почна монструозно да ни станува најупотребуван збор у држава последниве 10 години. Монструозен чин ова, монструозен чин ова. Дали тоа медиумски стана еден од најупотребуваните? Дали тоа значи дека стануваме монструми? До каде треба да станеме монструми за некој да почне да реагира? Да ги лови монструмите и да ги става тамо кај што им е место. А после, со нив под радарот, други ликови да се занимаваат, да поработат на нивното превоспитување. Тоест, на нивното психолошко, ментално уништување. Да бидат толку дехуманизирани во тие услови, сам да си посака смртна казна. Да не чека од никој друг, сам да си ја посака. Да се рече, боле ова да ми се деси, него ова што ми се случува секој ден. Тоа е. Дојдени сме како мала држава очигледно на некоја раскрсница, кај што треба да одлучиме што треба да правиме со себе, што треба да бидеме и каде да се упатиме. Кога сме веќе на раскрсницата. Која насока да ја одбереме? Затоа е важно да се открие се. Колку што се може повеќе, се нема никогаш да се открие, но колку се може повеќе да се откријат сите, би рекол, ахилови пети, рак рани на ово општество. Сите оние структури кои што ја загрозуваат безбедноста и здравјето на граѓаните, кои што се опасни по живот, а се на улица. Ја што се на улица и се заштитени од помоќни елити. Неказнивоста тука треба да сопре. Само така ќе покажете на граѓаните, на народот, дека сериозно сте се фатиле, сте влегле во фајт, во борба со злото. Очигледно, децении овдека му е давана му е давано простор на злото да се разгрени, да метастазира. И добро еден по еден ваквите ликови, како во случајот со скопското педерче, да бидат санкционирани. Имајте убав ден.